Христијан Мицковски со 61 подпис, Зоран Заев во трка да врати 61 пратеник во собранието. Вака според информациите на телевизија 24 тече ловот на пратеници во парламентот. Лидерот на ВМРО ДПМН покажа 61 подпис за кој тврди дека се сигурни, но и дека се врши притисок врз нив. Се прават жестоки притисоци врз овие дел од овие луѓе кои што се подпишани во оваа иницијатива овдека својрачно и со своји подписи, но за сега немам информации дека некој би се поколебал или би излегол од овој документ, така што ја очекуваме час поскоро оставката на Зоран Заев во парламентот. Од СДСМ и коалицијата пак децидни тие не вршат притисок, тврдат дека никој од нивните пратеници од помалите коалицијски партнери немаат намера да преминат во блокот на Мицковски. Според информациите на телевизија 24, лично координаторот на СДСМ Јован Митревски ги контактирал и добил говор дека остануваат. Сите, буквално сите даваат безрезервна поддршка и најостро ги демантираат конструкциите кои ВМРО ДПМН ги прави со единствена цел да изврши притисок и да создава нереална еуфорија во јавноста. Од друга страна, добивам информации дека дел од вчера подпишаните пратеници за гласање на наводна доверба на владата се злоупотребени и не се точно информирани со кого, односно со кои други партии од парламентот имаат така наречена заедничка цел. Со еден збор, тие се злоупотребени. Од Алијанса за албанците велат дека Мицковски има дозвола да продолжи со преговори за формирање на влада, а постои можност новото мнозинство да го зголеми бројот на пратеници. Се собра 61 подпис од пратеници за да се земе мандатот. Откако и му дадовме, го авторизиравме Мицковски да продолжи со преговори, уште ја мислам уште 3-4 пратеници има шанс да се приклучат на новото мнозинство. Тек тогаш ќе седнеме и ќе разговараме за условите и функционирањето на владата. Од Беса за телевизија 24 велат дека подписите на нивните тројца пратеници се сигурни. Од алтернатива пак не одговараат на повиците. Меѓутоа според албанските медиуми, пратеникот Скендер Реджепи Зајд нема да го поддржи новото мнозинство во кое е вклучена партијата Левица и дека ќе побарат неговата партија да се повлече од овој договор. Од друга страна, пак според неофицијални информации, вистинска борба се води во албанскиот политички кампус, особено откако Беса и алтернатива го направија мнозинството на Мицковски. Дел од помалите партии пак бараат избори. Треба одговорноста да преземат за идните потоци сите релевантни политички партии, да дефинират стратегија како ќе ја движиме државата и се разбира доколку се организира предвремени избори од текот на наредната година или пролетта 2022 година. Тие што ќе победат, ќе имат пол легитимитет да формират влада и да ја водат државата во следните 4 години. Првиот тест се чини ќе биде гласање на доверба, ако Заев не ја поднесе оставката до понеделник.